Почитувани колеги, министерке Тренчевска, ова мое обраќање би сакала да го отпочнам со едно прозивање до вас, заради тоа што досега не слушнавме што вие конкретно мислите за злоупотребата на европското знаменце, заради тоа што овој закон веќе втор пат се пушта во собраниска процедура, сега преку злоупотреба. Имено ово мое обраќање ќе го отпочнам со една компаративна анализа која што е направена токму од парламентарниот институт, за да не мислите дека повторно ние нешто измислуваме, и во оваа компаративна анализа е направена споредба со други европски земји во врска со работното време и почитување на европските практики. Сега, постои правна рамка во рамките на Европската Унија, согласно која што се определува работното време, неделниот одмор, максималното работно време и така натаму. Тоа е утврдено и регулирано со директивата на Европскиот парламент и Советот на Европа 2003/88/ЕС, кое што се однесува на одредени аспекти од организацијата на работното време. Директивата ги поставува минималните безбедносни и здравствени барања кои што се поврзани со организацијата на работното време. Со директивата се регулираат минималните периоди на дневен одмор, неделен одмор, годишен одмор и така натаму, значи конкретни поставени правила кои што треба да ги почитуваат сите земји членки на Европската Унија, а бидејќи нашите аспирации се кон Европската Унија, сметам дека со носењето на ваквиот закон кој што е денес на дневен ред, со тоа што ќе се воспостави една нова пракса и една нова можност за 72 часовна работна недела за работниците кои што ќе работат на овие стратешки проекти, сметам дека прогресивно европејско настроеното мнозинство оди контра ЕУ регулативата. Имено она кое што може да се донесе како еден заклучок од целата оваа компаративна анализа е дека периодот на неделното работно време се утврдува со закони во секоја држава, меѓутоа просечното работно време на секој седмодневен период, вклучувајќи го и прекувременото, не смее да го надминува периодот од 48 часа. 72 е поголемо, помало или еднакво на 48. Сега, Македонија се стреми да оди кон Европската Унија, а со злоупотреба на европското знаменце, всушност одиме контра веќе воспоставена регулатива, која што треба да ја почитуваат сите европски држави. И она кое што јас би сакала да го дадам исто така како пример, се работните времиња во Франција, во Белгија, во Грција, во Германија, во Бугарија, Црна Гора, во европски земји кои што, замислете, нашите работници, ако тргнат пешки за 72 часа ќе стигнат во било која од овие земји и сигурно нема да останат во Република Македонија за да работат во пеколни услови, под сонце, под незаштитени доволно, заради тоа што ние немаме механизам за тоа да го направиме, да работат на овие автопати кои што вие велите дека се стратешки. Сега, замислете, ако во Франција работното време на работниците е 35 часа, во Белгија е 38 часа, во Грција е 40 часа, зошто Република Македонија воведува ваква пракса и практично оди контра сево ова што Европа веќе го утврдило? И замислете, на сето ова имаме подпис од заменик министер, празна табела каде што треба да се утврди ЕУ регулативата, кога конкретно имаме европска регулатива која што е спротивна на ова кое што вие сакате да го спроведете. Она кое што јас би сакала да го повторно да го нагласам е тука е неуставноста на овој закон, против кој што се сите синдикати
на работници во Република Македонија, на кој што им ветувавте дека не е така како што тие, односно им објаснувавте дека не е така како што тие кажуваат. Меѓутоа, и има уште една работа која што ја заборавате и во деновиве не гледаме коментар околу тоа, а тоа е ветувањето на председателот на државата Стево Пендаровски дека нема да го потпише овој закон доколку остане непроменет онака како што е, како што беше претходно поднесен од пратениците, а сега е истиот е само со потпис од страна на заменикот министар и сега гледаме дека од негова страна има молчење. Дали Стево Пендаровски, председателот на државата, ќе го потпише овој закон сега, заради тоа што во прашање е неговото повторна кандидатура или повторен мандат. Останува да видиме, заради тоа што ветувањата беа од негова страна дадени. Она кој што исто така јас би сакала да го посочам во ова моје обраќање е промената на членот 110, кој што го уредува прашањето за местото и начинот на исплаќање на платата на работникот од страна на работодавачот. Значи, после ова се додава еден став 4 кој што гласи: внимавајте, министерот за финансии во согласност со вас, министерот за труд и социјална политика, ќе донесе подзаконски прописи за регулирање на местото и начинот на исплата на платата на работниците на проекти од национален и стратешки интерес во Република Македонија. Овој член е неприфатлив на начин кој што се предлага, бидејќи истиот е во спротивност со ставот 1 од истиот член, каде што уредено дека исплаќањето на платата се врши согласно закон. А вие велите дека сега ќе донесете подзаконски акти, што значи дека ова е една небулоза, бидејќи со ова воведување на овој нов став, всушност се негира првичниот став. И јас не можам да разберам што подразбирате вие под место и време и начин на исплата. Дали тоа се повторно некакви куферчиња, дали се тоа место против под мостови, не знам, во некои црни комбиња, како ќе ги исплаќате овие работници? Заради тоа што овој закон кажува дека постои можност за одредени активности кои што, верувајте, прават кај граѓаните да се чувствуваат несигурно и во онако несигурна Република Македонија. Значи, доколку го продолжите со спроведување на сево ова, во Република Македонија ќе се отвори многу простор за малверзации. Заради тоа што оставате простор законите повторно да биваат злоупотребени. Исто така што се однесува до ставот 8, со кој што се дополнува членот 117, требаше, за да не цитирам и за да не навлагам, требаше да биде отфрлен, бидејќи не е во согласност со Конвенцијата за дискриминација, представува нееднакво постапување кон одредена група на вработени, што е противуставно. Начинот на носење мора да се спроведе преку социјален диалог на ниво на економско-социјалниот совет, кој што не е направено. За ова треба да се изјаснат синдикатите, а синдикатите се изјаснуваат дека се против, а вие упорно одите против работниците и против синдикатите. Ке се злоупотребува писмената согласност од вработените, како што е во пракса и во други слични случаеви, и за други права согласно Законот за работни односи, односно на сила се натераат работниците да подпишат одредени писмени согласности. Понатаму нема горна граница колку часа може да трае прекувремената работа, бидејќи тоа кажува дека може да се работи и 24 часа од страна на еден, односно се остават правни празнини кои што во Република Македонија често се злоупотребени. Доколку имате малку доблест, доколку имате малку свест и покрај тоа што за овој закон или неносењето до денес Република Македонија има исплатено над 54 милиони евра само заради тоа што не беше донесен во рок од 45 дена, веќе се исплатени тие пари, дајте, кажете на работниците дека свесно сте против нив и свесно го носите овој закон за некој да се наполни со пари. Ви благодарам.